Почитувана пратенички, благодарам на прашањата. Прво ќе дадам одговор на првото прашање. Економските податоци на вистина се добри, охрабрувачки и тоа го потенцирам и потврдувам за да охрабрам дополнително. Да граѓаните вложуваат, инвеститорите и бизнисмените пред се домашни да продолжат да вложуваат, заради тоа што само на тој начин ќе расте бруто домашниот продукт, економскиот стандард на народот, ќе се отварат нови работни места и ќе го зголемиме девизниот прилив на државата од зголемен извоз. Индустријското производство на вистина има раст од 7,6%, индексот на прометот во индустријата во март има раст на 27,1%, извозот е зголемен за 18,1%, просечната плата е зголемена за 6,8%, завршивме со 28.217 по последниот податок просечна плата во државата, правиме дополнителни напори да ги видиме сите резервоари создадени од порастот на придонесите и во фондот за пензиско и за здравство, за да имаме рефлексија кон пензионерите, да осетат сите од растот на економијата, затоа што навистина сите патевме овие 15 месеци и навистина новата македонска економија благодето треба да го донесе подеднакво за сите граѓани. Од тој аспект сакам да соопштам, еве завршуваме мај месец. Овие 5 месеци имаме 200 милиони евра повеќе наплатено приходи само од Управа за приходи и царина во споредба со првите 5 месеци од 2020 година, каде што од првите 5 месеци 2020 година 2,5 месеци немаше корона криза. Јануари, февруари до 15 март немаше корона криза. Значи 200 милиони, не 2 милиони, не 20 милиони, 200 милиони евра имаме повеќе зголемени приходи или повеќе од 12 милиарди денари. Посериозен податок дека економијата се враќа, дека растот е зголемен, нема. Извозот од технолошко-индустријските развојни зони е 30% поголем во споредба со првите квартали, со првиот квартал од 2019, или 41% е поголем од првиот квартал 2018. Приходите се за 7% поголеми овие 5 месеци во споредба со 5 месеци од 2019, кога немаше К од корона криза. Тоа само по себе потврдува дека сите инвестиции реализирани досега во државата, пред се домашни и странски, сите економски политики можеле да бидат забавени за време на корона кризата, но секако носат економски раст, носат работни места, носат поголеми плати, поголеми пензии, носат извоз надвор од државата, девизен прилив, сето тоа го јакне стандардот на нашиот народ. Имајќи, како да кажем пратенички? Кој се од ВМРО да помне? Без дофрлање од место ќе ве Од кого, од Лани? Од Чулев? Од кога си? Председателе, да одговорам на прашањата, на вистина. Благодарам. Кој не е Благодарам. заинтересиран да Убава е слуша? паралелата. ВМРО ДПМН Може да споменици, излезе на фабрики, работни места сега имаме дополнително. Милиарди отидоа во споменици, а еве денеска конкретно одговор на вашето прашање за оперативниот план. За да знаат и граѓаните дека со оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година се утврдени програмите, мерките и услугите за вработување кои ќе обезбедат создавање на нови работни места, подршка за креирање на нови работни места и зголемување на вработливоста на невработените лица. Затоа што нема поважна цел да имаме вработени граѓани, да имат опција на избор на работни места и да растат платите за нивниот труд. При имплементацијата на програмите и мерките за вработување, како и услугите на пазарот на трудот, ќе се почитуваат следните основни принципи: справување со негативните ефекти и последиците врз пазарот на трудот и вработливоста предизвикани од ковид пандемијата, принципот на диверзитет и инклузивност на сите општествени категории во приватниот сектор согласно принципите на правична и адекватна застапеност по полова, етничка, религиозна, расна или било која друга категорија. Оние кои што ќе понудат програми да вработат и мажи и жени, и повозрасни и помлади, и албанци, турци, македонци, власи, заедно ќе бидат дополнително поттикнати и поддржани преку ваквите програми. Посебно е вграден механизмот за поттикнување на рамномерен регионален развој, да не се развијат регионите кои што се послабо развиени. За оперативниот план за 2021 година се обезбедени милиарда 516 милиони и 10.000 денари, а ќе бидат офатени 10.279
лица. Програми и мерки за вработување, поддршка за самовработување или предприемништво, опфат на 1760 лица, буџет 591 милион 913 илјади денари. Висината на финансиската поддршка до 307.500 денари или до 615.000 денари. 5.000 евра или 10.000 евра, доколку се основа правен субјект од два содружника. Второ, поддршка за креирање на нови работни места. Офатени се 1320 граѓани. Буџет за тоа обезбеден 513 милиони 296 илјади денари. И овде имаме субвенционирање на плати 866 лица со буџет од 190 милиони денари, вработување и раст на правни субјекти 226 субјекти 33 милиона 972 илјади денари, поддршка за вработување на лица со попреченост, опфат 210 лица 290 милиони денари. Висина на финансиската поддршка 19.000 денари месечно како субвенција на плата на вработеното лице за период од 3, 6 или 12 месеци за вработување на лица од целните групи. Работодавачот може да му исплати на работникот и повисока плата. Вкупната финансиска поддршка за едно лице за период од 3 месеци изнесува 57.000 денари, за 6 месеци 114.000 денари, за 12 месеци изнесува 228.000 денари. Тоа се конкретни пари во буџетот, согласно искуството од минатите години, максимализирани, за да имаме вистинска реализација на физички пари со ефект вработливост на граѓаните. Средствата се исплаќаат еднократно за целиот период на субвенционирање по реализација на вработување со полно работно време во согласност со одредбите и условите наведени во договорот за субвенција. За обуки уфатени 882 лица, 54 милиона и 300 илјади денари. Обука на работно место за познат работодавач со стручни квалификации според барањата на работодавачите, стручни обуки според барање на работодавач, онлайн обуки за вештини според барање на работодавачите, обуки за побарувани занимања, обуки за возачите за С и Д категории, офатени сите области. Висина на финансиската поддршка. Лицата што ќе посетуваат ваков вид на обука ќе добијат месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување, причинато со повреда на работа и професионална болест и данок на личен доход за време траење на обуката до 3 месеци. Надоместоците кон невработените лица ќе бидат исплатени од страна на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. На работодавачот ќе му биде исплатен еднократен износ од 15.000 денари по обучено лице по завршена обука. Обуки за развој на дигитални вештини 47 милиона и 705 илјади денари. Висина на финансиската поддршка. Спроведувачите на обуката ќе добијат надоместок во висината на цената искажена во понудата на најповолниот понудувач за горе наведените видови на обуки. Практиканство, посебно определени 39 милиона 271 илјада денари. Висината на поддршката е лице што ќе се вклучи во практиканство ќе добие месечен надоместок во висина од 9.000 денари секој месец за период од 3 месеци. Програми за работно ангажирање 9 милиона 275 илјади денари. Висината на финансиската поддршка 400 денари по работно ангажирано лице дневно со вкупен данок на личен доход и осигурување на инвалидност и телесно оштетување причинато со повреда на работа и професионална болест. Работно ангажирање може да биде реализирано во еден циклус годишно во време траење од 22 работни дена. Економија за грижа 160 милиони денари, општо корисна работа 76 милиони денари, обука за вработување на лица за обезбедување на услуги за грижа на заедницата, на лица со попреченост и лица со хронични болести 57 милиона 941 илјада денари. Висината на поддршката оди 9.000 денари по работно ангажирано лице и така натаму и така натаму. Имаме и исплата на младински додаток, офатени 2500 лица по 3000 денари месечно по вработено лице, за што имаме конкретен буџет од 101 милион денари. Секако сме благодарни на партнерите кои што се во сите овие програми
како што е Швајцарската агенција за развој и соработка, UNDP, Канцеларијата на Обединетите нации за подршка на проекти, Агенцијата за подршка на предприемништвото на Република Северна Македонија и Издруженијето Реди Скопје, кое што е вклучено во програмата за ромите. Истовремено, само да додадеме дека сето ова се конкретни мерки заради конкретни резултати. Затоа денеска процентот на невработени е 16,2%, затоа извозот е зголемен за 30% во споредба со 2019, затоа платата просечна 28.217 денари, а минималната плата е 15.200 денари. Само во споредба со времето на претходната власт се работи за проценти зголемени 30, 50, 60, па и 120% во зависност од податоците кои што ги правиме како споредба. Ви благодарам.